подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Јана, здраво. Здраво. Како си? Одлично. Ти како си? Изгледа ова да почнеме? Преинтересно. Фала ти многу што дојде. Сега пред да почнеме проверив која епизода ми интересираше и ова е 65-та, јас сите што се на 5 или на 10 си ги рачунам као јубилеј, значи и следните за следните 5 на 70 исто така јубилеј си рачунам и секогаш ми е специјално на некој начин која е на таква некоја јубилејна бројка. Преинтересно, не знаев дека е јубилеј. И многу ми е кеф што баш со тебе овој разговор. Добив препорака од еден наш заеднички драг пријател Владко дека јас и ти би можеле да имаме многу интересен разговор и решив да дадам шанса на тоа бидејќи му верувам многу на Владко. И вчера запознавајќи се за прв пат нели со тебе искрено и се уверив во тоа и верувам дека ќе имаме интересен разговор. Се слагам со Владко, значи Вчера цел ден си поседовме скоро. да. Да ускладиме теми. На крај поише зборевме за X работи во животот отколку за подкастот наш, што и може и подобро, пошто денес ќе фатиме некои работи да бидат прв пат и за мене, а верувам и за публиката. Така што верувам дека си добро, може да почнеме. Да, видев вчера како беше све спонтано, така се одвива еден мој ден, буквално како што го видев вчера. Да, малци и хаотично и се постигнуваш некако магично веројатно. Са бајле имав едно друго снимање, баш ме прашуваат како постигнуваш. И викам, нема магична формула со многу организација, со многу желба, со многу љубов према тоа што го правиш. Тоа е тука е тајната, значи онака сега да кажам дека систем thinking е во суштина, меѓутоа стварно многу си го сакам тоа што го правам, што го работам и за тоа постигнувам веројатно. Клучот на успехот е љубов. Не знам, срцево позади. Знаеш што ми остави вчера многу впечаток од мојавето што го имавме. Негде низ мојавето ти спомнам дека одам често кај моите, дека моите живеат на село и дека имаат нели фолија, онака традиционална македонска фолија. И ти ми спомна као ти си future millionaire, као може уште не си свесен за тоа и тоа некако ми остана ми се врти у глава. Ринга бела. Да, као future millionaire. Дали може знаеш онако ти кажат нешто што сакаш да слушнеш, може ти останува уште поише у глава. И ти спомнели за храна, дека има нели таму храна во таа фолија, дека живеат на село, во Струмичко едно село. И ти ми кажа future millionaire и ми се вртеше тоа у глава искрено цела вечер. Ајде малце на таа тема да почнеме. Што сакаш со тоа да ми кажеш? Дали доаѓа време кај што луѓето што ќе имаат своја храна и дури да е толку минимално, додуше и на нас луѓето и не ни треба премногу храна, нели со 1000 квадрати сигурно може да се прехрани цела фамилија, може и со многу помалце. Што мислиш кога ми го кажа тоа? Многу ми беше интересно дека од договарање за подкаст што ќе ни биде интересно за гледачите, ние почнуваме да збориме храна, фолии и јас од моите сознанија сам постојано се движам по различни држави, некако интернационално ми се сите проекти и знаеш како што покажува се во последно време, зашто и тоа ти го кажа вчера, и тоа го кажам на многу луѓе што ќе произведуваат храна, сум зборела и претходно на оваа тема и викам, знаете што, ќе има многу храна, ама таа многу храна ќе биде многу скапа и тој што ќе си ја произведува сам храната ќе биде најбогат. Знаеш, има логика. Индустриализацијава расте, искористување на ресурсите максимално, смртноста расте и ќе дојде до еден период, да речам, за неколку години од сега, не можам да кажам дали 10, 15 или 20, веќе ќе нема од каде што да се искористува. Се бориме со загаден воздух, вода, почва, чуда, све што се случува во целиот овој процес. И фактички ќе мора да настане еден кат класичен за да почнеме од нула. И ти фактички кога ќе почнеме од нула, ние сето што не произведуваме храна, нема да имаме, ти ќе имаш. И ти ќе бидеш future милионер. И ќе продавам. Да. Како ратен профитернеш. Нешто такво. Ќе можеш да си се прехраниш. Нешто Не, ќе можеш да си ја прехраниш фамилијата, ти себе си со квалитетно, а со не толку скапо, зашто ние другите што нема да имаме производство на храна, ние ќе се сногаме. Дај ми од комшија, од ваму, од јас се сеќам татко ми од соње, мисирки, во двор чувани без Значи, на храна без пестициди, храна ваква, храна онаква, органска, органик, да биде natural farming, комбинација на сите тие, знаеш, со све тоа го прави, а ти веќе го имаш. Ја тебе да замислувам таму дека ќе бидеш. Да. Мислам, може и подкастот ќе го правиш таму. Да, во фолија. Во фолија.
Може тоа. Интересно. Ја не искрено толку обсежна тема и се размислам од каде да се почне. Не те ни представив на почеток, обично негде тоа после првиот муавет со гостите и искрено од мојот вчера неколку сати седевме, тешко е некако да те представи човек. Ти званично првата улога која имаш е професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје при УКИМ. Тоа е некоја верувам примерна улога со студентите таму и уште искрено милион улоги покрај тоа, што стварно ќе ни одземе 15 минути што се некако правиш. Затоа решив да збориме нешто што мене може да ме интересира од темите што ти ги обработуваш дневно, бидејќи е тешко да фатиме можеби се што се бавиш, нивото на кое се бавиш ти, нели, како некој вид на научен работник е можеби тешко сега за јасно тоа ниво да зборам, а тешко и за публиката. Затоа сакам да збориме некако нешто што може да го, нели, да се најдеме на пола пат ние двајца заедно со публиката да збориме. Се оваа интересна тема е, збориме за храна и често се потегнува таа храна, храната е се понездрава, хемија, нели, цело време некои зборови користиме што може и не ги знаеме ние баш добро и прецизно што значат. Каква храна јадеме денес? Ти си некој што буквално го гледа, нели, во лабораторија тоа со технологија, внатре може да се каже дека имаш директен увид. Збориме за квалитет на храната, како тоа ни влие на животот, како порано по квалитет на храната, хранливите состојки во истата, денес, нели, на изглед се пумпа, на боја, на слично. Што јадеме денес? Вака. Што стуци се соочила ти? Јадеме да видиш тоа што живееме. Ако живееме во ера на конзумеризам, така и се однесуваме према храната. Значи, јас ја многу ја почитувам и ако порано не ми значеше толку многу и нешто на ќе оставиш за утре, па нема да го изедеш, па ќе го фрлиш. Сега постојано, значи, тој отпадот нас не е толку голем ресурс што не смееме да си дозволиме да го фрламе отпадот. Е така живееме према храната со голема почит во денешно време, затоа што знаеш кога ќе отидеш во маркет колку све тоа кошта. За мене е многу тешко и самата да се представам, ама обучувам група на различни студенти не од мојот факултет во моментов за јавен говор, да бидат спремни да се представуваат на интернационални надпревари. И мене тоа ми беше, за да дојдам до таму да ги обучувам, значи требаше јас да го направам све тоа. И како почна, како ме представи, 15 години сум на Технолошко-металуршки факултет на прехранбена и биотехнологија. Ме знаат моите студенти и многу си ги сакам, нели, разговаравме за заеднички пријател. За Бојан да го поздравам. Да го поздравам. Ке се наљути он ако не го спомне. Значи сите ми се така драги затоа што ние сме на мала група. Мислам дека имаме многу културен взаемен однос со почити, со некој интерес едни спрема други. Кај мене нема класични предавања. Ние разговараме на тема проекти, јас ги вклучувам во проекти. Така отидов надвор да студирам докторски студии на универзитетот во Марибор. И пред да завршам буквално, пред да докторирам, значи се вклучив во еден интересен проект кај што тогаш постоеше Скопје Дизајн Вик и почнавме заедно со студентите да правиме молекуларна гастрономија или молекуларна храна и молекуларен пиелог или миксологија. Во 2016 година за Македонија тоа беше вау. Што сега научниците смислеле. А тоа постои, значи, од 80-те години, од сите ги знаеме, нели, Алилеја, Елбули, кој како почнал, значи, Хестон Блументал на 24 Kitchen и слично, ама никако не сум класичен професор и сакам секојаш да ги вклучам со мене да работат и да не се инженери, само туку да служат на потребата на пазарот, да бидат комбинација на инженер со некој вид на бизнес knowledge. Предприемачки, да. Да. Нели те звучи атрактивно тоа? Апсолутно ми звучи атрактивно. Вчера зборевме на таа тема. Јас те прашав, бидејќи у доста подкасти тоа го имам слушнал, нели некој сега ќе каже Технолошко-металуршки факултет, као што ќе бидеш со тоа? И факт е дека можеби потешко ќе опронеш кариерниот пат, помалку можности има да речеме програмер, кодер, маркетер и слично, можеби, претпоставам најверојатно и да, бидејќи нели кај нас немаме толку компании што на тоа ниво ти што го учиш, после ќе можеш да го видиш во реално ниво. Ми беше чудно како луѓето не размислуваат предприемачки со тоа знаење. Као ти знаеш за храна и као немаш, као не знам, се плашиш дали ќе имаш работа или као не гледаш доволен просперитет, као работиш со храна. Ти ми спомна милион работи што ги правиш, се тоа што ќе спомна за молекуларна храна, што ми спомна. Веројатно луѓето виделе, ама не знам колку се запознаени, малце специфична тема и тоа.
Така што и мене ми изненади тоа, баш те прашав од каде сметаш дека е таа неатрактивност према факултетот, бидејќи знаењето кое се добива по код одво на смерот ти кој го представуваш, или во прехрамбената индустрија, треба да биде нешто што секој има интерес од тоа. Ко помалци луѓе имаат од програмери и маркетери отколку од храна, не е така логично? Да, логично, ама знаеш како во тој редослед на нештата, ние сме во IT светот постојано и ние сите Малце ни ја продадува таа приказна некако. Влезани сме во приказната, нема. Меѓутоа, кога ќе се исклучи вештачката интелигенција, кога ќе треба да се реално преживее денот, на крај на денот немаш што да јадеш. И сега кога ќе се навратиш вака, значи она што е со рака направено и она што е храна во производство произведена, не ќе може, вештачката интелигенција ќе може да предвиди некои работи, например, ќе може да предвиди патогени, соеви на микроорганизми што се јавуваат кај храната за контрола на квалитет. Ќе може конзументите да предвиди што ќе сакаат во ресторан. Јас чисто имам зборено на таа тема, меѓутоа не ќе може физички да ја произведе храната, не пошто некој ќе мора да ја произведе, така да јас верувам дека после ова во што сме стаени ние овој калап да речам, ние мора да ја јадеме. Знаеш, без храна може повеќе денови, меѓутоа ајде да се вратиме, без вода не може. А се тие два ресурси нас ќе ни фалат. И затоа ти кажав, ако со вода и со храна, ти ќе бидеш future millionaire. Не знам дали ги пратиш светските трендови, ама сите компании, како не знам, Microsoft, прават буквално acceleration labs или лаборатории каде што биохакираат и прават проекти во храна и во биотехнологија, затоа што сваќаат дека тоа е нешто што следува, че без тоа не може да се живее. Знаеш ли колку е распространета биотехнологијата, од суплементи, од вакцини, од вода, од опфаќа прочистување, отпадни води, буквално тие два смера се некако поврзани. И јас пробувам моите студенти покрај она што ја знаат технологијата, да научат нешто што е постојано се по стартап competitions, нешто пуштени по некои програми за менторирање, надпревари, за да биде интересно студирањето, за да имаат повеќе таскови, значи тоа е првичното. Меѓутоа, што ја наработи после работното време е тоа што е креативот. Че храната е креативна, дизајнот е креативен и како јас се најдов во таа молекуларна гастрономија, зашто секогаш некој шеф треба да биде некако споен со food scientist и логично е food scientist да прави таква молекуларно откачена храна, која што е еден вид на пето сетило или experience за присутните. Значи тоа е друга димензија во која што влегуваш, чувствуваш храната. Преинтересно ми е мене, јас го обожавам тоа. Значи всушност јас колку што разбрав вчера молекуларна на темата за молекуларна храна е всушност целиот амбиент и храната се носи до температура, до начин на сервирање, температура на готење, све за да ги извади сите своји некако карактеристики во моментот кога ќе ја пробаш, ќе ја вкусиш и така на некој начин или за тоа пето сетило некако да, ако ја сватив добро и интересно изгледа на некој начин и шоу е малце тоа. Па повеќе шоу. Повеќе може би да шоу. Меѓутоа храната е скроз променета, таа го има истиот вкус, ама се менува на молекуларно ниво со тоа што све што изгледа цврсто на око или нешто нормално го јадеме сега е во течна форма или на пример нутела во прав. Во прав е нутелата, ти не си навикнат како конзумент да конзумираш така или на пример некој шпагети од рукола или слично кои што се во полужелатинозна форма, па користиме некои екстракти од алги, често ме прашуваат дали е здрава. Ја викам, а што не е здраво? Или што е хемија? За еден хемија е едно, за мене хемија е друго. Тоа е најчестиот збор хемија, значи хемија. А се е хемија кој? Хемија е за мене, на пример, нешто што е произведено во лабораторија синтетски. Да речеме, некој препарат добиен синтетски, меѓутоа не е хемија оно што изолираме ние од алги екстракт. Не е хемија екстракт од различни растенија, тоа не е хемија, бар за мене. Нели? Не секогаш хемија се корелира еднакво со ултрапроцесирана храна. Значи, ултрапроцесирана храна со многу шеќери, со многу масти, а пишува нема шеќери, нема масти, и мене ми е тоа многу интересно и фасцинантно како луѓето тоа го разбираат или резонираат, че не може да нема шеќер, не може да нема калории, водата има калории. Како ќе ги нема калориите? Ама знаеш, една опширна приказна е тоа и ние како научници во делот на храна, ние е многу тешко да избереме соодветно нешто и затоа ако го имаш тоа дома,
кога произведуваш, знаеш што си направил твое, од почеток до крај, до пакување и ти сервирано на маса, имаш фул систем, значи обезбеден си за Ја не иднина. треба да се замара. Да. Тоа е се вишак за општеството. Обезбеден си за иднина, би ти кажала. И што не ти спомнав тоа место, кај што се станува збор за село Мокрино, тоа е струмичко, таму има и своја вода, значи нема водовод, нели, ние имаме вода преку водовод у Скопје или веројатно сегде, таму има извори. И знаеш, и народот уште функционира на некоја ниво, например летоска, нели, кога се суши, кога се вадат нивите, се собираат сите селени, например, што вадат, се договараат за водата, после 8 се гаси водата. Знаеш, има однос спрема природата, спрема водата, знаеш, се гледа како нешто битно. Додека ние во градове, и најверојатно зашто сега јас не ќам такви апокалипса сценарии, ама најверојатно еден момент ќе колабираме као општество, веќе некако основите ги, као знаеме за креатин, за протеин, за стероиди, младите с 300 чуда веќе експерти сме, не знаеме за основни работи, нели, водата да се чува, нели, некако бейзик работите као да ги пропуштаме, а одма сме експерти. И верувам дека во еден момент ќе колабираме со тој начин на бегање од основите, премногу конзумеризам, пиеме 1700 суплементи, не знаеме зашо ги пиеме. Ништо не пијам, јас само пробиотик од време на време. Јас пијам, например, знаеш, интересно ти е да пробаш нешто, ќе прочиташ за нешто, ТСА омега е најдобро, па после магнезиум е најдобро, па после ашваганда. Па сиропептаза. Па да, Тоа не добри се знам сите што тие. е. Добри се, меѓутоа не за постојано. Мислам, треба да се прави некој баланс во храна, баланс во суплементи, баланс во живот. Конзумеризам не доведува до брнаут и едно време сигурно ќе настане целосен брнаут, кај што ние ќе мора да се исклучиме и да се вратиме на она што наши вода уште ако има во комбинација во тоа комјунити, да речам. Ви имате едно комјунити веројатно таму веќе, Да. каде што договорот е после 8 ние штедиме. Знаеш, јас живеев една година во Салзбург и во таа година мојата Салзбург е место кое што на мојата тераса се гледаше, односно двор, се гледа Алпите и водата беше преубава. Ама од време на време газдарицата, чии што беше станот, ако се остави водата подолго од 50 секунди или 30 секунди, значи одма тоа ја исклучува. И јас, онака, ние се однесуваме да речам, со непочит спрема водата, додека некои други, еве австриците например, целата држава така им функционира, не само спрема водата, туку целиот општествено уредување е такво. Можам да кажам, затоа можам да кажам сега баш брзо ми е Јапонија како се однесуваат спрема се. Значи можеби имаат проблем со ејџинг или со оверлоад, со работа Со и депресија. Ради културата. со миграција, меѓутоа како се однесуваат према ресурсите. Како почитуваат во еден ресторан, калориите се назначени. Че ти одиш во ресторант и веќе одма знаеш колку треба да јадеш. Затоа се еден интересен генетски код имат воспоставено, кој што си го наметнале, не им е наследен. Значи, они со генерации пред нив е кинеската култура, со генерации биле такви, меѓутоа си го направиле тој генетски код да биде таков. Ние ако сакаме да постигнеме нешто, треба од сега за 50 години, да ги го видиме нивниот модел. Значи, немало шума, ја се посадиле, сега за 50 години, таа е во симбиоза со natural farming, па растат различни овошки во шумата, па доле се сади нешто друго, па микробиомите на едните се слагаат со другите. Тоа исто како човековиот микробиом, ама живеат во симбиоза. Све тоа значи, доле садам овошје, горе имам друго, горе извинете овошје, доле Да. друго и слично, значи растенија, житарки, се живее во еден дел, а при тоа имаме и шума. Затоа што шумата е природен филтер. А кај нас, како што гледам, воопшто не се почитува тоа. Да, ние сме очигледно малку назад, веројатно малце правиме исчекор на тоа, касниме можеби, но општо и цел свет има проблем пак со тој конзумеризам и сегде цело време има нови изуми, највеќе поради тоа што живееме, нели, во капитализам, кај што е се некако пак парички да направиш на крајот денот и секој измислува некој нов суплемент, нешто топла вода, а сите, како што кажав, бегаме од тие основите и сега колку е, например, вистина ова за модернава храна што се збори, дека, нели, хемија, не појачувачи на вкус, вештачки бои, хормони, нели она што можеш да го слушнеш на пазар као муабет, колку тоа луѓето што го зборувате всушност вистина, колку стварно сме ние јадеме некоја илузорна храна што не може да ни да почувствуваме каква е била во природно нејзино издание, колку е таа на шминка, на како влие тоа на
на нашето тело. Па природното наше издание е она што се случувало со генерации и се автохтона, ако гледаме што јаделе порано бабите и дедовците. Јас стално кога кажувам примерот, отидов во Јапонија за да ми кажат мене natural farming кој што баба ми и дедо ми го правеа пред 40 години. Значи јас сум била сведок со нив. Да, биотехнолози. Сега, одам и ми раскажуваат за natural farming, за не знам комбинација на органик со не знам полуорганик со тешко билова кај нив. Знаете какви промени се прават кај нив? Например, министерот за земјоделие дојде на обуката да ни објасни дека преземал мерки во кои што да речеме ги вклучил сите млекари, децата мора да пијат млеко, затоа што по 60 години има проблем со калциум, со остеопороза. Сега таквите мерки, например, соработува со научници, се соработува со различни групи, доаѓа до decision makers, доаѓа до министерот мерки, праќа луѓе, обучува странци и никако многу им функционира тој дел во однос низ храната, затоа што они сватиле дека таа им е првично. И сега пред некое време го зборев тоа во епизода зашто живеат толку, можеби имаат проблем со еџинкама. Ај се запрашаме кај нас зашто ние не живееме толку. Тука е прашањето, кај нас е векот животен скратен. Ако кај нас некој просек 70 на години, кај нив просек 90 на години, тоа се 20 години разлика. Ама нас храната тука треба да ја земеме како превенција. Ние не треба да одиме на лекар, треба лекарот да биде крајна инстанца, а ние сами да се грижиме за нашето тело. И сега тука доаѓа и некој баланс што треба да го воспоставиме, не овер со се. Значи, не да се пие се по секоја цена, да се размисли. И персонализирана исхрана, ако е за тебе нешто добро, и вежбаш, нели, јадеш и пиеш и слично, за мене можеби не е добро. Треба да се види на база на пол, на возраст, на некои проблеми. Многу малку, например, луѓе работат со тие анализи, ги бараат, речеме, при вежбање, фитнес тренерите или нешто слично, одреден број на фитнес тренери да се занимаваат со тоа, зависи од твојата активност, други не. Често пати во приватен живот разговараме на темата, бидејќи нели зборевме и јас и ти вежбаме, па да видиме како тоа ќе се одвива. Јас и со студентите да зборам оваа тема. Мислам дека треба баланс во све да се направи, се вратиме назад. Што јаделе претходно? Патлиџан, пиперка, Овош е зеленчук. Житарки. Со што е Македонија позната? По земјоделие. Ние по храна сме познати, ние не можеме нешто друго подобро да направиме, можеби. Јаделе лепи, јаделе и свинско, јаделе све, меѓутоа сега знаете како таа пирамида се менува одеднаш, мастите се најдоа на пирамидата, беа најдоле. Па сега овие житарки не чинеле, тоа е никако. Стварно, ако човек е полуди тоа, ако проба да го следи се како се менува, буквално секој месец има сега овој сооднос е протеин, па после е друг сооднос, па цело време некако. Може да замислиш нас како ние, мене, например, конкретно, секој ден ги добивам прашањата како постигаш и секој ден прашање што да јадам. Јас викам да не јадеш. Не, стварно, мислам за работиме на проекти каде што, да речеме, пациенти ги ставаме на фастинг, за да видиме какви ефекти ќе имаат. Значи, без храна се може. Факто тие 72 сати може да се издржи без храна, тоа е некој вид на детокс на организмот. Јас од време на време правам детокс, па комбинирам со вежбање, па поставувам некои режими, па гледам што ми е добро, што не. Едно време фастингот не ми беше окей, сега гледам дека постигнав резултати. Мислам дека се е до мозокот на човекот, како ќе му наредиш. Ама буквално и на крај испаѓа дека буквално е се некако и како ти оди таа информација. Баш тоа вчера го зборев бев на масажа, баш после од тоа што зборевме и баш масерот е тако, баш е продуховен, интересен лик е. И ми збореше тоа, знаеш, ми вика се е приказната како ќе ти ја сервира горе, па како ќе ја пречекаш, нели, тука, овој дел првиот сензор, срце, нели, и после надоле, абдоменот, нели, тие две точки како најсензитивни, нели, на телото кај што чувства. И стварно на крај испаѓа некако така. Зависи, знаеш како стресот, например, го носиме повеќе луѓе во рамениците, во вратот, во тој дел на главата се одразува, некој, например, има проблем на тој дел срцевата чакра, срцевиот мускул или некако сите, никако, најголем мислам дека гастроинтестиналниот систем. Највеќе мислам дека е желудникот, да. Па поврзане со мозокот и на некој начин нашата психолошка состојба им се одразува на тој и никогаш треба и тоа да го земеме во предвид или имуниот систем ни зависи од психолошката состојба. Ако таа не е добра, имуниот систем не е добар, нека сите. Значи затоа викам персонализирана исхрана и постојат индивидуални работи. Ама дека да, човекот треба, мислам, да се стремиме да ги тие балансираме
свесно, подсвесно, духовно, многу често се мешаат и во спонтанни разговори се мешаат, значи тие се три различни работи и трите треба да се работат за да човекот се пронајде некако во општеството. Тоа го зборевме вчера. Да. Колку моите студенти се чувствуваат општествено одговорни. Значи колку тие сметаат дека имав скоро коментар, не сум јас корисен на општество бидејќи не сум завршил факултет. Не знам дали е така. Јас мислам дека секој општествено одговорен ако си ја најде својата улога во општеството со некаква. Ти си општествено одговорен. Значи произведуваш нешто, ама и до јавност нешто раскажуваш, викаш интересни гости и буквално секој општествено одговорен. Јас, можеби мојот син е општествено одговорен, може сите некако на некој начин сме општествено одговорни со по некоја наша улога. Колку побрзо си ја најдеме нашата улога во општеството, толку ќе биде поинтересно за нас. Знаеш, тоа е првичната цел. Секој сака да знае зошто е тука. И тоа е едно од работите зашто јас успевам и како успевам, бидејќи сум ја нашла можеби мојата улога и сум се реализирала на сите три полиња што ги спомнав, буквално не само преку работата, него преку креатива, преку енергија, јас се полнам одејќи надвор, се враќам со убави луѓе, дискутирам и така ми поминува денот како вчера. А што им кажеш на студентите, например, често веројатно го има и тој мовет да се бега од државата. Сега не знам колку е актуелен, ама мислам дека е. Добро. Као да беше и повеќе пред некоја година, некако сега и надвор не е толку волшебно како што изгледаше претходно. Барем така јас го доживам. Што им кажуваш ти на студентите на тоа поле? Ти си човек што многу шета, имаш доста прошетано, поголем дел кариерно, што нели уште повеќе имаш информации собрано таму со разни луѓе и на таа тема може да уфатиме. Што ги советуваш ти на таа тема кога ќе речат сакам да си бегам, ја гледаш ли некоја твоја одговорност како професор што работи тука да ги насочиш тука да стварат? Како го доживуваш тој момент или вака лично спрема своите студенти? Знаеш како ќе почнам од муабетот со заедничкиот наш пријател, сега скоро. Сегда ја му викам, леле, ако почнам да раскажувам каде све не сум била, и онам буквално народски кажано каде све, што све, која дупче не, која земја не знам веќе и што све сум доживела таму, тоа им го раскажувам на моите студенти секогаш како искуство. Меѓутоа неодамна беше како завршив како официјален глобален кариерен советник или некој што потпомага кариерата. Значи не само како професор, тоа е една професија кај што повеќе има психологија и повеќе има насока како индивидуата сам да дознае што сака во животот. Имавме кейс стади кај што бевме во дилема сега како да им кажеме сите кариерни советници, значи дали е добро да се оди надвор или не. Како јас го гледам тоа? Значи многу луѓе се доселија во своите матични земји затоа што матичните земји им овозможија да развијат бизниси, стартапи и нешто слично. Сега се вратив од Полска, нема недела дена. Полска ги собра сите своји нели да речам наводно експади во други земји кои се, назад си ги врати, им даде поволни услови да си стават, да си направат своји бизниси и никако многу убаво функционира државата и доста се напредни во наука. Земајќи го фактот од претходно кој све бил од Полска, Марија Кири, например, или некој, ајде да речам сличен, многу ми е интересно дека Италија, например, исто им даде субвенции во земјоделие и во делот на одгледување на добиток, каде што Италија е една од ретките земји во светот во кој што се јаде само 30% процесирана храна. Што значи дека е свежо, 70%, за разлика од нели Соединетите Американски држави, каде што тој сооднос е обратен. Сега ја што им кажувам? Не им кажувам да си одат, бидејќи тоа не е правилниот начин, ама не им кажувам и да останат, затоа што сами треба да дознаат. Јас им помагам да го дознаат сами тоа што сакаат да го направат. Јас многу често сум ги гледала како сакаат и тука работа, го дискутиравме тој момент, да одат во некоја насока во која што само слушнале дека треба да одат, а меѓутоа не се за таа насока. И сега, буквално тоа се случува по некое време, сакаат да направат некој шифт. А имаше многу 2 години, последни или 3, моите студенти направија шифт во IT. Бидејќи на некој начин се инженери и сакаат да сменат data scientist. Голем дел, да. Добро, пробајте, меѓутоа големиот дел се вратија назад на професијата бидејќи веројатно си ја сакаат. А само да кажам дека
Ние немаме невработени технолозии. Ние не можеме да испорачаме прехранбени технолозии на индустријата колку што индустријата бара. Јас морам од 3-та година да ги регрутирам и да им речам, ајде сега извршувајте пракса со можност дека кога ќе завршите или паралелно вонредно студирајте. И никогаш кај нас мора да се оди на вежби, затоа што тие се тие вежби кои што меѓутоа ги бараат, многу се барани, многу се платени и не знам, се уште мислам дека пак колку ние им даваме можности да останат тука. Не сум да кажам одете си, ама не сум да кажам и останете. Што е најдобро за нив, јас моја работа е само да ги насочам ако можам да помогнам да не одмогнам. Знаеш тоа кај нас во општеството може би го нема, ама го научив од австриците. Не ти помагаат, ама не ти одмагаат. Тоа се таков народ. Не влегуваат во твојата, да речеме, приказна, меѓутоа не ја попречуваат твојата приказна. Кога ќе се научиме и ние да бидеме такви, ќе биде супер, меѓутоа ние сме се уште на оној однос многу ќе помогнам, ама и многу ќе одмогнам. И никако сите тие патувања ме направија поразличен човек и затоа кога ќе дојдат да се советуваме, знаат да чукнат во канцеларија да речат може да ве прашам нешто вака најискрено дали да прифатам таа работа, им кажувам она добронамерно од срце. Да или не, да биде искрено, да знаат дали се за таму, дали не се. Бидејќи доста мислам искрено дека и можеби им фали и храброст на луѓето во тој период, така тие рани 20-ти, мислам ја бев утоа пред година две, као ти треба некој искрен совет најчесто. Знаеш, бидејќи се гледа тој, ти како професор веројатно ги знаеш веќе студентите кои за каде може да се пренесе. Нели ќе биде неискрено ако некој се насочи негде кај што можеби ќе се знае дека би стагнирал, дека он би сакал некоја по висока динамика. Мислам дека разбирам како работи нивниот ум, значи не може да бидат затворени, сакаат динамика, сакаат нешто интересно. Да се случува во лабораторија да си прават дипломска, да речем, ајде застанете со мене на сет на снимање и сам у почетокот ме гледаа некако чудно, сега веќе спонтано знаат дека ќе се снима нешто, кој доаѓа со камери, јас само влагам со камери и се нив ми е интересно, знаат професорка ќе снима нешто и ние ќе се уклучиме. Така и со проекти, така и со јавни настапи, така и со програми, мене многу ми е интересно да работам со нив. Мислам дека од нив ја влечам најпозитивната енергија. Бидејќи се искрени, имаме искрен однос. Можеби немаме близок однос, меѓутоа имаме искрен однос. Што е побитно, да. Да. Кога сме веќе кај студентите, од преска нели ги офативме како битен дел и од твојот живот и од твоето секојдневие, предавањето на факултетот, студентите, пренесување на знаење, ме интересира надвор од институцијата ти што ја представаш, бидејќи исто така си еден од 5 кариерни советници на УКИМ, како што ми сподели вчера. Ме интересира како сметаш дека ги дочекува тој сегмент студентите после образовната институција, како ги прифаќа реалноста, како се соочуваат со кариерата? Па уште мислам дека не знаат за кариерното советување толку многу колку што треба да знаат. Ама јас со нетрпение чекам да почнам да работам со сите студенти, бидејќи во моментов баш не за кариерно советување, малку за една друга насока на self-confidence работам со една група на различни профили на студенти, што значи дека таму не мора да работам само со моите, туку можам да работам со сите, можам да работам и со возрастни луѓе или на кариерно советување. Сакаат некој шифт да направат и слично. Меѓутоа, мене првичната професија би било нели она идеално да работам со млади луѓе со кои што работам секојдневно. Така да сметам дека можеби секој од нас треба да го направи тоа во некој период, бидејќи јас при добивање на сертификатот, на која вежбав меѓу колеги, меѓу себе, ми излезе дека 98% треба да бидам во оваа професија, што значи дека моето е да зборам. А како се прави тоа? Како изгледаат тие тестови? Се прават неколку, тоа се алатки, различни бипори, асек тестови, во кои што буквално ги ставаш твоите интереси, каков тип си, дали си екстроверт, интроверт, што те интересира. Буквално психолошки тестови во кои што ти, ева, например, мојот кейс стади излезе студент на фармацевски факултет, на крајот самиот дозна дека сака да биде фитнес тренер. Значи, тој
И јас не го насочив, значи улогата на кариерниот советник не е да го насочи него буквално да му даде професија, него самата индивидуа со тие благодарение на тие тестови на советникот што го води, со поставување на прашања, со да речам некои домашни, со разговори, со сесии заеднички, доаѓа индивидуата до свој интерес, значи до сознание што сакам да бидам. Сега, например, ние до претходно бевме професорите како по дефолт некакви советници што да работам, меѓутоа ова е по психолошки навлегување во нивните интереси, способности и слично. Пред скоро време ми дојде некоја идеја да го направам тој со помош на биоинформатика. Многу интересно како го споев и вчера ти го баш објаснував тоа, дека во Центарот за биоинформатика, мислам дека сите знаат на средноводно, значи работам доста, една многу добра екипа сме на различни профили, информатичари, фармацевти, доктори, лекари, во суштина, каде што се пронедов целосно, каде што сватив дека при правење на тој скен, нели, во Центар за биоинформатика, може да се дознае и буквално како работи мозокот, нервниот систем и за која професија нели можеш да бидеш добар. Затоа што некој на пример е овертинкер, некој друг анксиозен, некој трет што и да е. Да, ама тоа никогаш на пример може да помогне овертинкер во аналитика, на пример во финансова аналитика или во некаква друга аналитика. И тие предности на тој скен или да речам како, може да дадат една слика која што ќе ја споредуваме со некој друг тест, на пример со слика, да. бипорија, сек или слично. Да, тоа во однос на параметри на тело со крвна слика може да се спореди, меѓутоа ова е интересно како мозокот. Точките што ги имаш ставено? Плочките што ги имам ставено, да. На рацете. Меѓутоа знаеш како, кога се работи со пациенти, еве јас на пример секогаш ставам све на мене, да не покажувам дека ги имам биосензорите ставено на мене, ама имам ставено wellness за регенерација на кожа, за регенерација на клетките и каде што да речеме преку клетките ќе се види со нивните теломери или слично како се однесуваат, за да може да научно ние пофатиме, бидејќи издаваме научни студии во Центарот за биоинформатика, да се види како всушност ние дали се регенерираат клетките, како сензорот делувал. Мојата кожа изгледа 1 година помлада од годините, јас се тестирав и на апарат, така да, знаеш како, јас во мојата глава, кога ќе си го разглобам тоа, мене после тоа можам да ми биде многу интересно. Јас ја сакам науката што работам и многу ме, така и ги насочувам моите студенти да прават работи кои што си ги сакаат. Сега ме интересира две прашања тоа да извадам. И секој подкаст го спомнам Брайан Џонсон, веќе не го спомнам. Секој подкаст ми не знам како се доаѓа на него. Ама од друга страна и знам како доаѓа. И денес кога зборевме што да биде go to message од овој подкаст, едноставно од секој подкаст go to message е тоа со што луѓето се соочуваат сега, тоа е некој well-being, нели? Таа добросостојба која сите бараме. Така што мислам дека е се една страна тоа е била некоја глупа филозофија да бараме да измислиме нешто кога тоа е главното занимање на луѓето. Преку луѓе како Брайан Џонсон се гледа дека највеќе следбеници во светот го следат тоа. Нели ги интересира како телото им влие на околината, како нервниот систем, како оделна гранка влие на тоа и луѓето кои работат на себе, главна сатисфакција луѓето кога гледаат овој подкаст, ја често сакам од тие теми додам, е тој момент на well-being, нели секоја информација и секое размислување на таа тема е доволен go to message на тој што сака да ја земе и плюс да ја обработи у главата. Не знам дали добро си изразив, ама не разбрав. Да, супер си изрази. Супер си изрази. Знаеш што сакам да кажам тука? Јас, например, кога ќе се разбудам секојдневно, си викам фала ти Господи што све е многу добро и од све сум задоволна. Нешто никогаш е убаво да имаме некои барања, ама никогаш убаво и кога ќе се заблагодариме само за тој well-being, нели кога веќе духовната, да, исто така негување на тоа, да си задоволен едноставно. Буквално, знаеш, кога се обраќаш и кога во себе она подсвеста работи, па се молиш за нешто, најубаво нешто би била љубовта според мене, па она као и здравие, да те биде и све well-being, да бидеш сетал што се вика. Меѓутоа, никогаш и тој адреналин те исполнува, па си добар, па шетање, патување, па не знам дали читаше дека во Шведска лекар може да препише патување, па интересно е, знаеш, она за well-being да комплетираш избалансирано сликата. Да, бидејќи мора со тоа е едноставно тема што е неизбежна. Можеби некој во еден момент не се соочува со тоа, ама во друг момент ќе се соочи.
баш вчера коментирав со тебе Брајан Џонсон што имаше напишано на YouTube, едноставно демек кој е вашиот проблем е многу едноставен, нели нервниот систем не сака изложеност на повеќе од 5 луѓе. Да. Тоа е докажано научно, ние се изложуваме сите на милион луѓе, колеги, кариери, една фирма, друга фирма, предприемништво, успех, пари, негде да стигнеш, брзање, сите без разлика дали јас имам 25, кој колку има години, некој 50, некој на 70 години го праќа тоа. Сите сме некако во истата трка и треба да бидеме свесни што се случува, за да може подобро да се чувствуваме. Веројатно тоа е целта сега што си имаме замислено во глава. А прашањето ми беше околу кариерната. Баш пред некој ден имав интересно интервју, гледав на YouTube, поврзано со работата. Веќе сега некој знае да каже, нели ти спомна канализа, зашто сум добар, што според мене може да го осознаеш за да фатиш некој правец во животот. Не мора да значи, некој би рекол сакам да завршам, таму има пари, ќе го работам тоа, ама гледам како да не функционира баш така системов, поготово на темпото во кое сме моментално како општество, како кај што се бара некој едж, нели амерички од тебе, дека тешко ќе го извадиш ако не си на правото место. И дали сметаш дека всушност тоа одбирање на правата кариера, размислување на тоа, шифтање, дур не се насочиш точно за тоа што си, е премногу битно за да бидеш некако исполнет, среќен и за да растеш, биејќи мој исто така некој мислење дека највеќе човекот расте преку работа. Работата, ако е исполнет во Работата работата... го краси човекот. Да. Знаеш, порано беше делото го краси, ама и сега е. Па делото го краси, во суштина. Па тоа е пак некој вид на работа, така? Па да, затоа што види, не на сите представување на нешто така некако. никако делото го краси, ама не мора да значи дека работата и делото може да прави некој друго дело што не е работа, што е на пример хоби или нешто, каде што ќе се пронаоѓа среќен, па ќе држи некој баланс меѓу хоби и професија. Меѓутоа ја мислам дека среќата на работното место со правите луѓе и правиот тим, значи ако поминуваш повеќе од 8 сати, ти си во еден круг каде што ти се тие во потесен круг, значи знаеш сите си имаме некој круг што помалку, што потесен, што повеќе ја расплинуваш енергијата на повеќе луѓе, толку ти е и потешко веројатно во текот на денот. Пошто како што го гледам, Скопје функционира се со некои бизнисчиња, некаде со некои луѓе, сега да нема сватат гледачите погрешно, но тоа е губење на време. Секој треба да си го цени времето сопствено и енергијата сопствена и да не ја дава туку така на 650 луѓе во денот, меѓутоа кога ќе дојде на крај на денот да сумира ако веќе има толку луѓе во текот на денот. Што помалку луѓе, што помалку расплинување, поконцентрирање и среќа на работно место. Мислам дека ако те одвраќа нешто на работното место, дека и не е правото, самиот организам ти кажува. Самите нели рецептори она восприемаш влагаш во зградата или во просторијата или и буквално рецепторите ти даваат некоја слика кога си со правите луѓе на правото место, мислам дека се е добитно. Ама многу малку знаеме да речеме благодарам за тоа што го имаме. Знаеш како пак рековме, работата на себе си дава резултати на секоја поле. И на и во работното, и на приватно поле, и во социјалниот живот и слично. Тоа е моје нено гледиште. Да, бидејќи исто некако размислам дека е битно да најдеш точно, знаеш за каде си, за да можеш да се градиш од таму, да не стагнираш и да чекаш плата. Од друга страна разбирам и нели сите живееме некако, имаме потреба од екзистенција и ни требаат пари за да преживееме. Секој е у некој хасл и тоа е разбирливо. Ама еве имаше на претходниот подкаст со Бојана, офативме оваа тема и јас ставив наслов за да ги за да ги малце нормално кликбейт, за да имаме повеќе кликови за да дојдат вистинските теми на некако наред да се слушнат. И пишав кој си ако престанеш да работиш, нели зборевме со Бојаната колку е врзан карактерот твој за работата, колку не знам, вака звучи језиво некогаш, ја кога кажам едноставно те гради тоа некако и ти сега да не си го прошла овој кариерен пат, сигурно би имала многу помалце да збориш со мене работи, веројатно. Па јас да не беше оваа работа, немаше да го прошетам светот. Првично е во тоа да тргнеме, па се останато. Тука јас го наоѓам, најголемата мотивација наоѓам студентите успехот нивни и сена така што како не секој нивен успех е како мој успех, се радувам, она што можам, слободата што имам на работното место и слободата да патувам, а во исто време да бидам и жена и мајка и све што следува, знаеш, она како вика жена мајка крајца. Така често знаеме жаргонски скопски, ама интересно е дека буквално многу малку луѓе разбираат таа слобода, ама многу има интелектуална работа на сметка на слободата. И сега дали сакаш да бидеш во океан систем со еден тон луѓе или сакаш да бидеш сам
Тоа зависи од индивидуата, тоа може преку тие тестови да се направи и многу интересно. Ама во И суштина корисно. Ама знаеш како тоа е driving energy, ти имаш енергија да те води денот. Јас секогаш ги прашувам, кои се вашите очекувања од мене и кои се моите очекувања од вас? Што ве води? Која ви е driving force денеска? И ме гледаат многу чудно. Ме гледаат како да ме чекај, са што треба да ми биде Баш за driving? студентите? Да. И нешто друго сами се наметна додека сидиме и разговараме. Знаеш, подкастите се за некој што има некаква одговорност, можеби во општеството нешто направил, да каже некој, да сподели некој своје искуство. Тоа не мора да значи дека сите истото треба да го прифаќаат. Знаеш, коментари, например, од типот вака треба или онака да биде, сите си имаат различно мислење. Тука сме да го кажеме нашето мислење до јавноста, како некој вид на глас. Много е тешко тоа, знаеш. Баш тешко. Не знам ти како се снаоѓаш со Види, тоа. знаеш како баш го гледав Лекс Фридман, например, ми е омилен подкастер светски, број 1 дефинитивно човек за интервјуа. Сигурно највеќе сум го гледал, највеќе можеби сум се изградил сега спрема него, нели не сум ја тоа ниво сигурно, ама и он имаше баш статус да ме кој е проблемот на светот што сакам да зборам со луѓе за теми што ни јас не знам, не знаат ни они, доволно и едноставно ги отвараме, знаеш, кој е проблемот на тоа што не зазвивам став, и ја често така издом, некој знае да ми каже и па као не си ми дефиниран, се као не си за русите ни за американците, знаеш, као вицот. Знаеш, као не на мора никоја да страна, бидеш. а уствари па според мене не мора да бидеш и светот некако е на ниво кај што сите отвараме теми, никој ништо не знаеме што се случува во овој хаос и на тој начин може да помогне највеќе овој тип на разговор. И тоа кај нас најверојатно поради менталитетот и нивото на кое што сме, за жал не е некое превисоко, и ако не заждемеш страна, автоматски си ставен по страна. Да. И тоа се гледа и у бројките, не сме толку гледани како некоја друга тема, иако се трудиме од сите аспекти некако да биде тоа, но знаеш, луѓето не може да најдат страната, луѓето имаат потреба некој да им даде страна. Знаеш, јас сум сега за овие. И ние тука сме двајцата за тие, против овие. да, Сакаш, баш. ја нема таа слика, не ја давам. А коментарот на господинот беше, кој си ако престанеш да работиш? Ако престанеш да работиш, ти си слободен човек, а не обичен роб на системот кој ти го краде најважното, твоето слободно време. И беше некако истригириран, има и лајкови. Знаеш, како истригира насловот, кој всушност не беше сугестија, беше само наслов, не беше Да. на ништо не се сакавме да потенцираме, така што да, тешко е начинот на кој овој медиум го водиме. А вчерашната дискусија во предизвикувачки. однос на колку се интелигентни спортистите ти текнува? Да, Беше изненаден колку се паметни, така? да, за конкретниот случај за тоа сега да не испадне за другите спортисти. Дека протежираме никога, Да. меѓутоа стварно мислам дека не треба да се генерализира. Вчера дојавме до заклучок дека не е тоа така и зашто се зема нешто на генерализација на некои работи. Зашто, например, еве Сабајле имав Сите генерализираме, да, тоа ние на сите. генерализираме, Сабајле имав снимање и зашто, например, како треба да изгледа еден професор. Ја често пати мене ми е тоа дилема, ја се излеговме може од темата, ама како треба да изгледа еден професор? Имаме некоја треба етички да изгледа, да се однесува прво спрема етички кодекс. Ја пошто сум во етичка комисија за не него буквално стереотипи си уште знаеш да ги наминеме тие определености стереотипи да бидеме порелаксирани во секојдневието, да не оптоваруваат, сакам да кажам. Во однос на актуелните теми кога веќе те прашувам како се снаѓаш за коментари, ама и ние даваме коментари Да. самите. Така што предизвикувачки, во секој случај се е предизвикувачки, општо светов е предизвикувачки, колку повеќе се отвараат тие теми, јас ваќам дека на некој може му е поедноставно и окей да биде поедноставно, едноставно мислам, сметам дека моментот кој сме и веќе кога сме се нафатиле да ја работиме во работа, има предизвик на темите што се зборат, едноставно е предизвикувачки, самата храброст ти да се осмелиш да збориш на некои теми кои сега го водат светот и кои ги интересираат сите луѓе, не само ги интересираат луѓето, имаат и делно проблем околу тоа, различно си го доживуваат. Јас сум од тие што не им фали храброст. Доволна имам. Исто, што знае и плюс да биде минус очигледно за себе у некој случај, како што спомнавме, тоа си реагира се нервен систем, експонирање пред луѓе, ова што правиме не е некако тоа од што сме потекнале. Па, Ова излагање од таа зона
како Ради некои други работи. некој близок до мене знае да ми каже војсковоđа, ама во женска форма, знаеш, на молекуларна гастрономија, па отварање на градска лабораторија, па bio-waste transformation, па нешто она. Ти си феминист уште пред феминизмот. Не би сакала, знаеш, Да. она да одам у тие насоки како феминизам. Јас се сакам, она се знае кој е маж, кој е жена, буквално жената да биде понежна, полубава женска енергија да зрачи. Ја некако така сум си воспитана од можда би не сум како спаѓа тоа со миленијалси, джензи. Да, јас сум Gen Z, му доаѓа од така од 98. Да, епа ја не сум джензи, може за тоа. Така да тоа е интересно, мислам, можеби овие генерација, па нешто интересно па постои дека нема поделба на машки и женски работи, па никако еве кога ги збориме студентите да кажам дека порано важевме за женски факултет, ама сега не сме женски факултет. Има веќе се уклучуваат доста едно време само машки, па после женски факултет, па сега никако не е мешана група, ама интересна е, како менторски систем има. Сите се знаеме, како фамилија. Да, и не сте ни премногу, баш уште подобро, веќе сте помалце луѓе за разлика од финки, например, кај 1000 студенти, вие баш сте како клас еден. Ние сме во истата средно. зграда со финки, никако тоа е скроз различен систем стари на, истата зграда, на водење на образование, бидејќи таму се повеќе бројка затоа што не може да Сега ќе постигне. ви фалат финки. Ќе ни фала, да, кога ги ми е напред така зградата. Јана, веќе сме еден час. Имавме убав муабет, отворивме Зарем. теми, ама секако ќе мора да направиме второ издание и да се фатиме за една тема, истото и со Бојана се договорив, да фатиме една тема и само на таа тема да цепаме, за да може онака поопсежно да е некако да влеземе у неа. Буквално си треба онака 2 сати само за една тема, кога се биотехнологија буквално може не 1 сат, може 10 сати. И само биотехнологија. И само тоа да го збориме, а јас искрено уживав у разговорот и мислам дека пуштивме на искра, што треба да ја пушта овој подкаст, што има за цел да ја пушти. Барем Да. јас се како уредник така ја размислам. Јас сум била и претходно на подкасти, ама никако овој сат време јас не го осетив. Ја мислев дека 15 минути Да, снимаме искрено да бидам. 52 минути сме до сега, 53 минути до сега. Така Одлично, што не го осетив, буквално. не сме лоши, секогаш пролетува времето, особено кога се отвараат теми кај што и двајцата се замислуваме, ние немаме спремни прашања и слично. Некако одиме фристайл. Да. И искрено уживав у разговорот и убеден сум дека не е последен разговор и уште сега се договараме нели пред камера за да има Да имаме за да има- официјално за да има црно на бело. официјално црно на бело, дека ќе направиме втор дел, може и да не го одолговлекуваме многу, нели ништо што се одолговлекува не е добро и тоа го сватив. Ќе се договориме да направиме и втор дел, да избереме некоја тема, може да ни сугерираат која од овие теми што ги блицнавме денес, може да им биде интересно. Верувам Можеме дека и со ти соговорник заедно, можеме тоа буквално. го зборевме, ама нема се да Нели? има открива. Нема Нема се да се открива. Добро. Сакам уште еднаш да се заблагодарам, секогаш сакам 2 пати, веќе многу ми цени кога некои луѓе со обврски како твоите и слично имаат време за да дојдат ова ја што го правам во мојов медиум, во мојов подкаст да одвоат време, тоа некако му дава кредибилитет и со твојата улога му дава кредибилитет на тоа ја што го правам. И ми значи многу искрено. И мене исто и гостувањето и поканата и, дружбата, референцата и вчераш имавме, беше дружбата. мило многу. И наредан да се видиме вака и со кафе тука Да. и поинтересно, затоа што тие муабети се најспонтаните, се излегуваат најинтересни, се чини. Дефинитивно. Така времето помина летна буквално. Така, дефинитивно. Сега сакам да се заблагодарам покрај гостинот и на секој еден од вас што остана со нас овие скоро 60 минути. Со Јана офативме доста теми. Верувам дека уживавте. Сакам да ве потсетам 28.02 за некој 20 на дена нашата трета Binex конференција за продажба, продажни техники, Сендлер методологија, за прв пат во Скопје Драган Војводич Сендлер, картите веќе во голем дел се распродадени, мастер-класот е 50% пополнет, бројот на влезници за мастер-класот е ограничен само на 50, додека 400 луѓе ќе учествуваат на денската конференција, ќе ни значи да дојдете да поддржите, да купите карта. Спремивме одлична програма и верувам дека секој што ќе дојде ќе биде исполнет со тоа што му фали и за што купил карта, така што ќе биде задоволен. Фала уште еднаш на сите што не гледавте, до следно гледање, пријатно.